إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ova je втората настава во ова изворетна книга Усулу Тhalатha, три бази, три темели, што секој еден треба да ги знаат и да ги познават. Зошли се тие три прашања со што секој еден човек во гробот има да биде прашан. Секој еден кога ќе се стави во гробот и неговата фамилија, што тој цел живот за нив работел и се трудел, во тој момент тие најсаканите го оставаа него сам и идат две мелачина и го поставуваат тие три прашања што не се повторуваат, еден испит што не се повторува два пати. Значи, ова ни кажува нас вредноста за оваа тема што ја учиме, што секој еден треба максимално од себе си ја даде да ги научи овие работи. И шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, уште ние не сме стигнати до тие три прашања: мен раббук, ва ма динук, ва мен небиюк, значи која е твојата вера, кој е твојот господар, кој е твојот посланик. Уште не сме стигнати, зашто ова е како предвод, како влез го користи шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, за да сватиш тие три прашања. И првиот пат, на првата настава учевме 4 работи, што секој еден треба да ги знае. Прва работа што е? Ел-илму, да знаеш. А знаењето што подразбират, значи не е секакво знаење. Знаење од историја, знаење од биологија, не. Знаење од градење. Тие се знаења исто, науки исто се, но овде се подразбира со илм, со знаење, шеријатско знаење, ма'рифетуллах, познавање на Аллах субханаху ва та'ала, ва ма'рифету небијихи, познавање на пекамберот салаллаху алейхи ва селам, ва ма'рифету дини l'Ислам бил адилла, и познавање на исламската вера со што? Со аргументи. Не значи чоро, не слепо следење. Слушнав кај мене, дома татко ми, србабој ми, кај нас на село беше ваке, не. Бил адилла. Ако дојде со аргумент, над глава си. Ако дојде со аргумент, каков и да бидеш, црвен, жолт, црн, бел, нема разлика во исламот. Билал ради Аллаху ан беше црн. Но што беше? Еден од најдобрите сахаба и најпочитуваните сахаба. Значи, фарбата на човекот не играат улога. Улога играат што? Да дојдеш со аргумент. Бил адилла. Со аргументи. Без аргументи немаш вредност. Иако може би си ораторичен човек, значи имаш многу голема ораторија, можеш да се изразиш, алейкум салам ва рахметуллах, можеш да се изразиш, но без аргументи не имаш вредност, значи си безвреден. Си безвредена. Прва работа што значи илм. Кога ќе научиш, што треба да правиш? Ел амелу бихи. Значи да го ставиш тоа знаење во пракса. Синаче тоа знаење нема вредност. Како ти да научиш механичар и што правиш? Никогаш не ја ставаш таја пракса во што? Во дело. Тоа знаење не вреди. Сотегна времето дури што тоа знаење ќе се изгуби.
ќе исчезнат, ќе се забораат. Затоа велит имам Ахмед, имаму Сунна рахимахуллах, што велит? Ние се помагавме себе си да ги учиме хадисите. Алейкум салам рахматуллах. Салам алейкум рахматуллах. Ние се помагавме себе си, ги учевме хадисите со ошти, кога ги стававме во пракса. Значи оној хадис, кога ќе го ставиш во пракса, тој повеќе сед во главата твоја, од што еден хадис што ти не го повторуваш во пракса. Зошто тие хадиси зошто ги учиме? За да ги ставиме во пракса. И затоа имам Ахмед рахимуллах зеде еден човек да му прави нему хиджама. Хиджама познато е денес меѓу нашата средина. И му даде нему пола златник, значи нсф динар, пола динар, значи пола златник пара. Се тога имаше златници и сребрени пари. Зошто му даде пола златница? Зошто пекамберот салаллаху алейхи ва салам кога направи хиджама, и тој му даде на тој човек што му направи пола златница. Значи види во тоа го следеше пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Значи да го правиме дела. Трета работа што треба кога ќе научиш, ќе правиш дела за себе си твое. Трета работа што правиш? Е даъвату илейхи. Значи повикуваш во тоа знање, повикуваш во тоа што си го учил. Зошто како шех Салих Ал-Фаузан хафизахуллах велит, тоа знање не е вакуф твој. Значи нешто вакуф, знаеш што е вакуфлија? Значи како џамија на вакуфлија, така? Та на никого не е. Фа иннал месаџида лиллах. На вистина џамите се само за Аллах џелешану. Не се да играат тука луѓе шерифи. Значи вакуфлија. Ова знање не ти е тебе вакуф дано само за себе си твое. Значи за лична, персонална богатство. Не. Туку кога ќе научиш, ќе правиш дела и тогаш ќе повикуваш и другите луѓе. Првин твојата средина. После колку и колку Аллах субханаху ва таала да даде тебе можност. После тоа, кога ќе правиш давет, кога ќе повикуваш, што следи? As-sabru alal adha. Да имаш стрпение во таја штета што ти се нанесува тебе во тег на даветот твој. Зошти? Како рече Варака ибн Науфел, кога дојде пекамберот салаллаху алейхи ва салам исплашен во пешерата Хира, исплашен, не знаеше дека Џибрил алейхи салату ва салам бил. Немаше доживено таква случка до тогаш. Беше исплашен кога беше Хатиџа радијаллаху анха, појде ке Варака ибн Науфел. Варака ибн Науфел имаше знање од Теуратот и од Инџилот. Му рече навистина тоа е мелекот, тоа е мелачето што му се објавуваше со на Муса алейхи салам. Никој не е дојден со оваа објава, со ова повикување, со овај давет, освен што има народот негов да го истерат од тука. Аллаху акбар. Замисли пекамберот салаллаху алейхи ва салам во овај момент не му се веруваше, му рече ќе ме истерат од тука, да ќе ти истерат. И ако бидам јас жив има да те помогнам. Зошто пекамберот, зошто тие во Теуратот и во Инџил го знаа пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Го знаат дури подобро нивните деца. И Варака ибн Науфел имаше знање за тоа, затоа му че јас ќе те помагам тебе. Што треба после? Сабру алал адha. Значи сабар да правиш, стрпение да правиш. За кого сабарот е твој? За да стигнеш на позиција утре? За да стигнеш до пари големи? Не. За Аллах субханаху ва таала. Можеби твојот давет, како вели шех Усаймин рахимахуллах, можеби твојот давет ти нема да ги видиш плодовите во овај дуњалог. Значи, знаете што е плодови? Значи, тоа што, значи резултатот, баракаллаху фик. Значи нема да го видиш резултатот ти. Може би после смртта твоја луѓето ќе го примат твојот давет, твоите книги, твоите објаснувања. Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, кога беше во Ирак и кога тргна од Ирак за Шам да ојд, ќе умреше попат. Немаше вода да пиете. Немаше пари вода да купит, немаше вода да пиете. Вели самиот шех Мухамед рахимахуллах, киту ен амут. За малце ќе умрев. Значи што треба? Сабар да правиш. Сабар во име на Аллах субханаху ва таала. И може би твојот дава нема да го видиш резултатите после смртта. И ако не видиш, тебе ти е прва работа задолжителна ти самиот да бидеш чист со Аллах субханаху ва таала. Зошто?
Кимат пекамберот салаллаху алейхи им кажуваше на сахаба, кимат пекамбери ке дојдат пред Аллах субханаху ва таала. Пекамбер, брат, објава му дело. Што? Нема ни еден следбеник. Никој не го следел, никој не му верувал. Никој. Сам ќе дојде пред. Уммет е тој сам. Уммет, сам ќе зас. Каде умметот, тој е сам уммет. Но не се откажа од правиот пат. Не рече, види другите се во множина, другите се поичи. Не, работата не е поичи или помалца. Туку работата е дали си во вистина или си во заблуда. Тука треба да видиш. После тоа, Шех Мухамед рахимахуллах, Шех Мухамед, кога ќе речеме Шех Мухамед, раковме на првиот дерс, значи имаме намера Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. Шех Мухамед рахимахуллах, кога први овие 4 работи ги спомна, и првата работа е знаење. После пак се врати во знаењето, да те учи, значи да те учи тоа што ти е тебе најважно. Најважните работи да ти ги учи. Слушай, првата работа што треба да знаеш, познавање на Аллах субханаху ва таала. Од тие работи, и'алам рахимакаллах. Вели шейхот, и'алам, пак вели, и'алам, знај. Што рековме кога ќе речи шейхот знај, значи треба да се пазиш, треба да слушаш внимателно што ќе зборува сега тој. Значи, и'алам, знај, рахимакаллах, Аллах да ти се смилуват. Исто ова е од милоста на шейх Мухамед спрема оној барачен на вистината. Рахимакаллах, што значи? Да ти ги опростит Аллах Джелешану минатите гревови и да ти дајт успех да се отстраниш од идните гревови. Значи види, рахимакаллах, Аллах ти се смилуват, која има значење. Што значи? Да ти ги опрости минатите гревови и да ти дајт успех за да се отстраниш и оттаргнеш и извлечиш од што? Од минатите, од идните гревови. И ова исто, значи, докажуваат начинот на учење. Како учиш некого други. Кога ти нему се обратуваш со меки зборови, со добри зборови, правиш дова за него, му велиш баракаллаху фик, џазакаллаху хајран, рахимакаллах, тоа значи нему му омекнува срцето. И тој е подготвен многу повеќе од тебе да примат, освен кога ќе му се упатиш, нему ќе му речеш ти си незнајко, ти си магаре, ти си ваке, ти си тврдоглав и така натаму. Шех Рабија хафизахуллах вели, лошото понашување иоштрото обраќање, тоа не го сакаат ни најнажнените луѓе. А како е луѓе, значи со позиција да му се обратиш? Зато Аллах субханаху ва таала, кога го прати Муса алейхи салату вассалам и Харун алейхи салату вассалам, тие двајца брача, кај кого ги прати? Кај Фираун, најголемиот кафир во дуња. Што му рече на Муса алейхи салату вассалам? И на двајцата, и речете му нему каулен лејинен. Значи, обратете му на Фирауна, обратете му се со меки зборови. Со меки зборови. Значи, не со тврди зборови, со оштри зборови, со меки зборови. И'алам рахимакаллах, еннеху једжибу ала кулли муслимин ва муслима тааллуму саласа хази месаил ва амелу бихинна. Шех Мухамед вели, знај, Аллах ти се смилува, му е задолжително на секој муслиман и муслиманка 3 меселина, 3 работи да ги научи и да ги стави во пракса. Ел-ула, првата работа, што е? Енна Аллаха халакана, дека Аллах субханаху ва таала не створи нас. Ва разакана, и не снабди нас, ни даде ризк. Ва лем јетрукна хамала, и не оставил нас без, значи, смисла. Така за играта, не сме, значи, за игра тука. Без причина, узалу, не. Лем јетрукна хамала, не оставил узалу така. Туку, што прави Аллах субханаху ва таала, што има направено? Бел арсала илейна расула. Повеќе не испрати код нас посланик, пекамбер. Што е неговата функција? Фамен атааху дахала алџанна. Кој му се покоруват на тој пекамбер, влагат каде? Во џеннет. Ва мен асаху дахала нар. И кој му се спротивставува на тој пекамбер, каде е неговата? Џехеннем, нар. Значи, нар значи арапски оган, пекол. Вад делилу каулуху таала.
За овие зборови што ги рече шејхот Мухамед рахимахуллах, шејх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, он ма спомна аргумент, значи дека Аллах џелешану не створил нас, не снабдил, ризк ни дал, и дека не испратил пекамбер. Тој пекамбер кој е послушен спрема него ќе влезе во џенет, кој не е послушен ќе влезе во огнот. Затоа овие зборови, овие тврдења требат аргумент за нив. Ова е медресату селефија. Ова е школо, селефитско школо. Ти ја учит вистината, алейки селам рахматуллах. Ти ја учит вистината со аргументи. Ти ја учит вистината со... Ти кажува нешто и ти го дават аргументот со себе. Зашто оваа вера имат аргументи. Не е рекла, казала, слушнав, кажав. Не. Ти кажува нешто, те учи нешто, онма за тоа што идет? Вад делилу каулуху та'ала. Аргументот за тоа што? Зборот на Аллах субханаху ва та'ала. Кој е тоа? Инна арсална илейкум расула. Аллах субханаху ва та'ала, на вистина ние испративме код вас посланик. Шахиден алейкум. Тој е над вас што? Шахид. Тој е сведок. Сведок кон вас. Кема арсална ила фирауна расула. Исто како испративме за ке Фирауна еден посланик. Значи кој е тој? Муса алейхиссалату вассалам. Фа аса фирауну расула. Фираун му се спротистави на тој посланик. Фираун му се спротистави на тој посланик. Што беше неговата награда? Односно неговата казна? Фа ахазнаху ахзан вабила. Значи му дадовме жестока казна. Зошто жестока казна? Зошто аса расула му се спротистави на пекамберот, му се спротистави на Муса алейхиссалату вассалам. Шейх Уфемин рахимахуллах велит дека аргументите дека Аллах субханаху ва та'ала нас не створил се аргументи од две страни, од два аголи. Првиот агол значи од Коран и Сунна, од вахи, значи од објавата. И суннетот на пекамберот салаллаху алейхи што е? Објава. Објава од Аллах субханаху ва та'ала. Зашто пекамберот салаллаху алейхи што велит? Ми се објави Куранот и нешто слично. Значи што е тоа? Е сунна. Суннето на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам. Аргументите се значи од Коран и Сунна и исто се од здравиот памет на човекот. Значи здрав. Зошто велам здрав? Зашто има луѓе што нивните памети се расипани. Нивните памети се во заблуда заминети. Нивниот памет не е, значи, вага за мерење. Она што имат здрав памет, здраво размислување и тој потврдува дека е створен, дека има створител, дека тој створител е совршен. Прва работа дека од Коран, дека Аллах субханаху ва та'ала не створил нас, велит Аллах субханаху ва та'ала Хуа аллази халакакум мин тин. На вистина онај Аллах субханаху ва та'ала што ве створи вас од земја. Значи од тин е земја помешана со вода. Значи вистина од кал. Од кал. Thumma qada ajala. И после ви стави вас што? Ограничено време. Ти нема да бидеш вечити тука. Qada ajala. Аллах субханаху ва та'ала ти дал тебе рок на живот. 50 години, 60 години, 100 години, 1000 години. Еден ден ќе умреш. Еден ден ќе умреш и треба да дадеш одрачун. Wa ajalun musamma inda. И на вистина тој аджал, значи тоа што ве запишано кога има да умрите, е кај Аллах субханаху ва та'ала запишано. Thumma antum tamtarun. И после вие идите и се колебате во тоа. Колебање, знаеш? Значи велиш не може, нема, никој не створил нас. Thumma antum tamtarun. Што сакат Аллах субханаху ва та'ала ни каже овде дека човекот е незаблагодарник. Аллах џелешану го створи него и му даде време на живот и со сето тоа што му даде, thumma antum tamtarun. После вие пак се сомневате. Не сте сигурни. Исто Аллах субханаху ва та'ала велит: "Ва мин ајатихи ан халакакум мин тураб." Од неговите знаци, од неговите докази
дека тој вас ве створи од што? Од тураб, од земја, од прашина. Thumma idha antum basharun tantashirun. После вие се луди што низ целата земја се, значи, се како? Се расширувате. Танташирун се расшируваат, значи живите во земјата. Thumma antum tantashirun. Исто Аллах субханаху ва таала вели: "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Аллах ве створил вас и вашите дела што ги правите. Значи ние рековме од акида ахли суна вал џамаа, до прошлите летски дарсови кога беше не се сеќавам, дека што? Дека исто и делата на човекот се створени. Овие зборови што ги изговарам јас или ти кога збориш, што го мрдаш, ова е све створено. Што вели Аллах џелешану? Wallahu khalaqakum. Аллах вас ве створил. Wa ma ta'malun. И тоа што го правите вие, значи, ова е дело, изговарање, мрдање на раката, станување, одење, гледање, и тоа Аллах џелешану ги има све створено. Зошто? Зошто ти си створен. И твоите дела се створени. Ти си створен, така? И твоите дела се створени. Аллах џелешану створен е? Не е створен. Таки делата од Аллах џелешану не се створени. Затоа ахли суна вал џамаа велит дека ал-Qur'an kelamullah, غير المخلوق. Ова е акида ахли суна вал џамаа, дека Куранот е што? Аллаховиот говор, збор, и не е створена. Зошто ако речеме дека е Куранот створен, што ќе речеме тога дека говорот на Аллах џелешану е створена. Значи ова е верувањето на Џахмија и Муътазила и Ашаира и другите секти заблудни што ги има следен овие заблудни секти. Затоа значи дека Аллах субханаху ва таала не створил нас и тоа исто што го работиме. Исто Аллах џелешану вели: "Ва ма халактул џинна вал инса илля лијабудун." Не сум ги створил џиновите, ни инсот, народот, не сум ги створил за ништо друго, илля лијабудун, да ме обожаваат. Абдулла ибн Аббас што вели? Што е Абдулла ибн Аббас од пекамберот? Братучет. Татковците беа брача. Абдулла ибн Аббас. Пекамберот салаллаху алейхи праше дова за Абдулла ибн Аббас, за Аллах да му го отвори нему што? Сваќањето за Коран, тефсирот да му го научи. Абдулла ибн Аббас што били? Лијабудун, лијуахидун, да го права Аллах субханаху ва таала еден и единствен. Еден и единствен. Денеска велат муслиманите ла иляха илаллах, му се молит на гробовите. Велит ла иляха илаллах, му се молит на Хасан и Хусейн. Велит ла иляха илаллах, му се молит на Бедауи. Велит ла иляха илаллах, му се молит на Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Тој што правит? Ги раскинуваат врските со Аллах субханаху ва таала. Зошто? Паѓаат во ширк. Овие беа аргументи што од Коран дека Аллах субханаху ва таала не има од нас створено. Исто Аллах субханаху ва таала има спомнато во Куранот што аргументи за здравиот памет што ги потврдуваат. Што вели Аллах субханаху ва таала? Ам хулиqu мин гайри шејин ам хумул халиqун. Аллах субханаху ва таала им се упатуваат на оние што се колебаат, значи имаат сомнеш дека Аллах субханаху ва таала ги имаат нив створени. Аллах вели за нив: ам хулиqu мин гайри шејин, дали се тие од ништо створени? Ам хумул халиqун, или се тие сами створени себе си? Нешто што не екзистират, каде беше пред 100 години? Пред 100 години никој не беше од нас тука жив. Каде беше? Не постоеше. Како може нешто што не екзистира да се донеси себе си во екзистенција? Не може. Значи, ам хумул халиqун, дали се тие навистина сами створени? Не може да рече дека сами е створена. Дали тебе мајката или баба ти те праше во меот? Мајка ти сакаш да имаш модри очи, имаш црни очи. Дали мајка ти постави тоа во ембрио за тебе да ти иде во јадењето, да имаш да дишиш, затворено да биде внатре, да не ти иде други работе, внатре да се стадите да ги поминиш, да, од капка да бидиш, после како крв да бидиш, па месо, па да се направат кости од него. Најдобрата медицина се собери, не може тоа да го направат. А ти не треба ни меот да се отвори, ништо, се отвора меот од мајката? Не се отвора ништо. Све тоа Аллах субханаху ва таала го остава во тоа мало место да се створи тоа створение, што утре човек ќе биде тој на дуња. Види само ова да го погледнеш, да го сватиш, ќе сватиш дека овде имаш работа со совршен створител.
со Allah subhanahu wa ta'ala. I znacite isto. Znacite znači narađanje. Зашто не исламов дојден само за време, за висока, што е, значи, медицината што е напред за минато. Значи, жената знаат кога ќе прсни двората внатра, што? Ова е време више за раѓање. Дали имаш доктор, дали тој снимувал, тука има душе на неделя, две, ти тога знаеш дека ова е крајно време сега. Кој го направи тоа? Кој го направи тога да се руши? Зошто не пред тоа, пред еден месец, два, три? Ако се рушиш, немаше да живи тој почив внатра. Све е совршено. Не е ништо случајно. После кога ќе се родиш, не можеш да јадеш ништо друго. Како пред тоа немаше мајката млеко? Одеднаш иде млеко. И тоа млеко има специјални витамини, што немате млекото најдоброто во дуњалокот. Нема тоа млеко. И после идеш и се правиш голем маш и велиш нема, никој не ме створил мене. Валлаhi, има да се вратиш кај Allah subhanahu wa ta'ala. Не може тоа да биде случајно све. Некој те створил, ти дал време, ти дал недобрите работи да живиш, но ќе се вратиш кај него. Или вели Шейх Уфемин рахимахуллах, или е тоа случајност. Случајно. Но нешто што е случајно, како може тоа со систем да функционира? Не може никогаш, сватите добро, нешто што е случајно направено. Никогаш не може тоа да работи долготрајно, перфектно. Нешто што е случајно дојдено, не може тоа да биде перфектно во функционирањето на него, да функционира перфектно. Една овие челиза, како се викат по македонски. Не, вени, овие што се мали во крвта што се... А? Како се? Брат, тие се илјаници мачакот во телото. Како? Клетка, ако се вика така. Научниците рекле, ако една клетка таја, ако се вика така, таја е покомплицирана од еден авион голем и да речиш сега на писта си дошол, да речиш овај авион имаше голем ветер и беа од овие сите овие, значи плекови, останатици што беа фрлени, се собра тој авион цел и застана сега ти да леташ. Едната таја само, една е покомплицирана од тој авионот да се направи тој на случајно начин со ветерот. Дали ќе веруваш ти? Никогаш. Една од човек, една брат, една. Ти е покомплицирана од авионот. За авионот кога го гледаш ти не си го гледал кој го направил него, така? Колата која направил, не си го видел ти. Ама знаеш ти дека има некој што ја составил, што размислувал пред тоа. Како сега човеков видиш, нема никој. Све е случајно. Живиме 60-70 години, завршуваме, нема ништо. Вели Шейх Уфемин рахмахуллах, замисли ти, гледаш една огромна вила и ништо не му фали на нејдзи. Секој нешто на местото не наместено. И сега ти иде некој тебе, ти се воздушевуваш од погледов, и сега ти иде некој зад тебе и ти вели, ова е самата себе си направена. Ни мајстори, никој не буснал ништо. Што ќе замислиш ти за него? Ќе речеш, овие е будала. Овие не е токму со паметот. Така е? Сега замислија таа вила огромна спрема целиот дуњалог и спрема целите животни што живат. Замислија таја спрема нив. За неја онма прифачаш дека има некој што ја правил. И мислиш за другиот што вели дека нема никој, дека тој не е тачен. А кога вели некој за дека целиот дуњалог и ахиретот и небото и земјата и човекот и све и животните и дрвата, кога вели тоа е се случајно, ние не се чудиме многу тогаш. Овде треба да се чудиш повеќе. Овде треба да се чудиш повеќе. Варазакана, исто Allah subhanahu wa ta'ala ни даде нас риск. Шейх Салих Ал-Фаузан, хафизахуллах, вели, кога Allah subhanahu wa ta'ala нас не створи, тој створител Allah subhanahu wa ta'ala
I nije velime su golema gordost Allah. Allah. Su golema gordost. Ne velime Bog. Ili Gospod. Ne, Allah. Su golema gordost. Komu mu se sviđa, komu ne interesira. Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem la ilaha illa Allah. Illa Allah. Ne vlaga nikogo verati smo da reče Allah. Ne Gospod ili Bog. Illa Allah. Znači Allah subhanahu wa ta'ala, koga ne stvori nas, on njegovata mudrost i pravda. Znači možeš Allah subhanahu wa ta'ala da ne stvori nas i da ne ostaje take. Niko nemoj da mrči na Allah subhanahu wa ta'ala nešto. Nema da bili to je prašan, nije ke bili me prašani. No njegovata mudrost i on njegovata milost i on njegovata pravda, što? Warazaqana, ni dade risk. Ni dade site možnosti, znači, na voda, na, znači, kako se vika, vozduh od svekako, znači, patliđanki, piperki, meso, sve site raboče, duri vo okeaните ще имат во водето риби и други сите работи му ги даде на човекот, му даде за транспорт, значи коњи, крави, во првото време во камили, сега во нашето време исто коли и така натаму. Зошто? За човекот да може на овај дуњалог удобно да живи и да не му бидат тие работи далеку. Зошто и сонцето го направи Аллах Джелешану? Зошто сонцето? Да здреа тие, овошието и други да. Ако немаше сонце, немаше да оздреат. Ако беше преако сонцето, ќе ги сушеше онма. Вие разбирате че го имаме работа или не разбирате овде? Ние не сме во свес. Замисли, брат, има мелачина на Јаумул Кијама, мелачина. Кога ќе го видат Аллах субханаху ва таала, ви ние веруваме ахли суна вал џамаа, дека ќе го видиме Аллах субханаху ва таала во џенна. Со нашите очи. Ова е акидато ахли суна вал џамаа. Дека ќе го видиме Аллах субханаху ва таала. Кога ќе го види некој мелачина, што се створени од првиот ден до да умрат, што? Створени се само да го обожават Аллах, нон-стоп во обожавање. И ќе му рече на Аллах субханаху ва таала, ние не те обожававме тебе доволно. Тој ноќ и ден мелачето го обожава, ноќ тој не знае друга работа. И ќе рече тога ќе увидите Аллах субханаху ва таала, ние не те обожававме тебе доволно. Warazaqana, ни даде риск. Риск значи ова работа е ке Аллах субханаху ва таала. Рискот не е во раците на луѓето. Луѓето се себепи, но рискот е ке Аллах субханаху ва таала. И Хасан ал-Басри, имам Хасан ал-Басри рахимахуллах вели дека Аллах субханаху ва таала повеќе од 90 пати во Куранот ветуваат дека ќе ги снабдува неговите робови со риск. А шејтанот 2 пати во Куранот, што спомнат Аллах Джелешану, шејтанот ги плаши народот од рискот, дека ќе умрат, дека нема да имаат. Оние што има слаб иман, верување, му верува на тој лажго. Иблисот, кафир што е, му верува на тој лажго, а не му веруваат на највистинските зборови на Аллах субханаху ва таала. Пегамберот саллаллаху алейхи вели, подпрете се на Аллах Джелешану, таваккул. Таваккалу ала Аллах. Значи правите таваккул. Како? Како пилина на сабајле кога излага. Пиле! Ти се размисли некој за пилето дали има дајат или не? Кој се размисли? Дали председателите се размислувале или министрите за тие пилина? Не. Аллах Джелешану вели тоа пиле излетува сабајле со празен желудец. Значи празен меј, нема, јадено нема цела ноќ. И навечер се враќаат полн желудец. Значи полн меј од моја. Кој му даде риск? Аллах субханаху ва таала. Никој други. Warazaqana. И не само човекот што го имат Аллах субханаху ва таала, сите животни други што постојат, Аллах Джелешан дават риск. Замисли сега, пример, ке нас овде многу расширено е свадба, така? Свадби на лете време. Сега зимно не знали прават, студено им е. Свадба, тој викал 1000 луѓе, така на свадба. За 1000 луѓе да им дај да им сервират, викат луѓе, кувари едно друго. Значи требаат луѓе. Замисли,
Сега, значи, да тие луѓе треба да се заморит тој, да вложит, да го прави тоа цел живот тој, ќе се откаже, ќе рече доста више, не може. Аллах субханаху ва таала не секој ден илјада, милиони, милиарди ги снабдуваат. И во најтемната дупка што постои, и што никој не ја гледа најцрната мрава, што е најмалата мрава, и во најцрната дупка, и на најцрниот камен, Аллах џелешану ја гледа таа мрава и ја снабдува со риск. И ја снабдува со риск. Но за жал, денеска е проблемот ке нас во нашиот иман. Секоја на работа се колебаме, велиме само она што ги имаш в конто, тоа е само. Ако нема, заврши. Не. Друг е тој што се грижи за тебе. Надзорник. Аллах субханаху ва таала. Allah subhanahu wa ta'ala velit: Inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Allah subhanahu wa ta'ala velit: Navistina Allah je onaj risk davačot. Dhul quwwati al-matin. Se moćniot Allah subhanahu wa ta'ala. Allah џелешану velit: Qul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard. Речи Мухаммед, што? Кој ве снабдува вас од небото и од земјата. Што велит после? Кулилlah. Речи што Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Исто велит Allah subhanahu wa ta'ala: Qul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard. Wa man yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah. Рече Мухамед што? Кој ве снабдуваат вас од небото и од земјата? Кој ги поседуваат вашите слухот ваш? Кој го поседуваат вашите очи? Кој ги донесуваат од мртви ги прават живи? Каде беше ти пред 100 години? Не живеше, мртов беше. Те направи Аллах џелешану да живиш. Кој те прави живиот да биде мртов? И кој ги системира сите работи ги управат? Ке речат ти на вистина кој? Allah subhanahu wa ta'ala. Само Allah subhanahu wa ta'ala. И исто Allah subhanahu wa ta'ala не остави нас лем јетрукна хамала. Не оставил нас, значи без никаква задача. Без никаква, функција. Не оставил Allah subhanahu wa ta'ala. Имаме функција. А таа функција е што? Ибадатуллах, значи да го обожаваме Аллах субханаху ва таала. Но тој ибадет како? Ова кейф арапски, како? Како тебе и мене ќе ми текне? Не. Како стар бабо што праше? Не. Што вели та? Бел арсала илейна расула. Повеќе ни испрати нас Аллах субханаху ва таала пекамбер, посланик. Зошти? Фамен атааху, кој му е покорен нему, дахал ал џенна, wa men асаху, и кој му се спротивставува на тој пекамбер, дахал ан нар, ќе влезит во огнот. Allah subhanahu wa ta'ala велит: Афа хасибтум аннама халакнакум абаса. Дали вие мислите дека ние вас ве створивме за игра? И после што? Wa annakum ilayna la turja'un. И дека вие кај нас нема да се вратите? Значи, мислите вие дека, рачуните вие дека ние ве створивме вас за игра и нема да се вратите кај нас? Навистина има да се вратите. Фата'ала Аллаху al-Maliku al-Haqq. Нака е славен Аллах субханаху ва та'ала. Кралот, вистински крал, al-Maliku al-Haqq. Нема друг. Зато Малики јаумиддин. Зошто суратул Фатиха читаме секој ден во секој речајт. Малики јаумиддин. Поседувачен на судниот ден. Зошто поседуваш на судниот ден? Зошто на тој ден нема никој да претендира да тврди нешто за себе си и сите ќе имаат страв за себе си. И сите ќе имаат страв од казната на Аллах субханаху ва та'ала. Затоа ќе рече Аллах субханаху: Лименил мулку л-јаум. Кому е денеска богатството, кралството?
Li men il mulku l'jaum. Na судниот ден Аллах Джелешану ќе вика Ли мен il mulku l'jaum. Кому му припаѓа денеска богатството? Никој нема да даде одговор. После Аллах Джелешану ќе Аллах ќе даде само одговор. Лиллахи ди вахидул кахар. Само на Аллах единствениот. Само на Аллах единствениот. Зато ако знаеш дека ќе се вратиш кај него, кај единствениот, што никој нема да тврди ништо друго на тој ден освен Аллах субханаху ва таала, тогаш спремај се од денеска. Валлахи спремај се од денеска. Не се лажи со тој дуњалог. Не се лажи. Извади од дуњалогот пред да извади тој од тебе. Разбрав тоа што ти реков сега? Извади од дуњалогот пред тој да ти извади од тебе. Зошто? Тие што не го ваѓаат дуњалогот од срцата нивни, кога ќе бидат извадени од дуњалогот, значи со смртта нивна, чувствуваат голема, значи горчиност во себе си. Зошто? Тој е втеран тука, вкоренет тука, поврзан тука, но мора да излези. Дојде на наредбата на тоа мелаче. Мелачето на смртта, што не се враќат. Шех Утемин рахимахулла велит дека како мојот екзистирањето на овај инсан, да тој инсан да живи, да уживат сите благодати и после тоа да умрит и да немат есап со него. Значи како мој да живиш ти, да има сите доброти, да умриш и немат есап. Шех Салех ел-Фаузан велит, хафизахулла, не е од правдата на Аллах, не би било од правдата на Аллах субханаху ва таала и не би било од мудроста на Аллах субханаху ва таала да го створи човекот на овај начин како што е створен човекот и му е даен цел дуњалог да го користи за него. И од една страна имате еден човек што е многу сиромав, но целиот живот го поминува во покорност према Аллах субханаху ва таала. И може би му се прави неправда. А од другата страна имат кафир. И целиот живот го поминуваат во убајни и во луксузи. И дури прави неправда на другите луѓе, за да стигне до тоа богатство. И сега двајцата умираат и да се исти. Ова не го примат паметот здрав. Пример Хитлер или Милошевич. Утепали лјадници луѓе, така? Или Сталин, или други. И сега тој утепал толку, или бил причина за светски ратови, и некој друг цел живот живел покорен живот, никому неправда, умираат двајцата, исти завршетак. Дали ова го прима паметот човечки? Не го прима това. И не од мудроста од Аллах субханаху ва таала, но во вистина затоа е јаумул қијама, судниот ден. Зошто? За да бидат наградени тие што имаат заслужено да бидат наградени и да бидат казнети тие што имаат заслужено да бидат казнети. И од верувањето на Ахли Суна вал Џамаја дека Аллах субханаху ва таала наградуваат од неговата милост. Наградуваат од неговата милост, а казнуваат од неговата правда. Го сватите ова работа? Ова се важна работа. Значи не може да ти речи некој му прави Аллах Џелешану му неправда. Не. Никогаш. Тој што ќе влезе во џехенем, влегол поради што има заслужено. А ако му се смилуваат Аллах Џелешану, ако му го оставуваат во џеннет, тоа е неговата милост. И затоа кога сахаба, кога рече пекамберот салалаху алейхи ва салам, никој нема да влезе во џеннет со неговите дела. Сахаба рекоа: "Ја Расулуллах, ва анта?" И исто ти ја Расулуллах нема? Рече: "Исто ја не." Освен Аллах субханаху ва таала да ме покрие мене, да ме опфати со неговата милост. И затоа многуте луѓе исто заблуда друга шејтанот, значи медахилу шејтан, влезниците, вратите на шејтанот е да го заблуди човекот кога го упати. Како? За тој да добие, ако тој се кланјат 5 пати в џамија и пушти голема брада и кратки пантолони и широки пантолони и не зна така натаму, за тој да му влезе да му кибар и да ги подсенува неговите брача. Селев велат, ако некој цела ноќ поминува во ибадет и сабајле ојд в џамија и велит: "Јас сум од сите овие подобар." Зошто? Овие сите спија, ја цела ноќ кланјав.
По-добро е за него да спиеше цела ноќ. Значи, пазење, немој да мислиш како да... Значи, што повеќе ти правиш добри дела, што повеќе треба да се бидиш таваду. Таваду, скромност. Скромност за кого? Алейкум селам рахла. Скромност за Allah subhanahu wa ta'ala. Men tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Кој се прави скромен за Allah subhanahu wa ta'ala, Allah него го кревата. Значи, ти се прави скромен спрема народот, спрема луѓето. Allah subhanahu wa ta'ala ќе те крени повеќе тебе. А не ти да мислиш со упатството твое, да се мислиш да сум многу попаметен, многу напреден, не зна што, не. Тоа е милост од Allah Джелешан што ти ја даде на тебе. Значи надвор од тука, имат илјадници луѓе што се попаметни од нас, пошколувани од нас. Но Allah Джелешан не им го дал тој успех да се упатат. Allah те одбра тебе. И затоа за ова треба ноќ и ден да му се захвалуваме на Allah subhanahu wa ta'ala. Да му се захвалуваме на Allah subhanahu wa ta'ala. И тој пекамбер, Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам, вели Шех Салих ел Фаузан, мен атааху, значи кој е покорен спрема него, во што покорен? Во наредбите. Зошто сахаба, од природата на сахаба, во нивното верување и цврсто верување, кога ќе одредеше нешто пекамберот салаллаху алейхи ва саллам и ќе наредеше, одма го прифачаа, без да сватат мудроста за тоа. Се денеска многу луѓе се прашуваат мудроста. Ти првин, ти си роб си, створен. Ти не се да прашуваш, ти си створен, ти ќе бидеш прашуван. Дали си ја сватил мудроста или не? Ти првин, дали сати дека Allah те створил тебе, и дека единствен е створител, и дека ти објавил тебе книга, тоа е Куранот, последен, тогаш ти следи. Може би паметот твој некој работи не ги сваќат. Пример, за алкохолот или за дроги работи такви, човекот е гледат штетата во прво. Значи штетата на тие работи се гледат брго, така? Резултатот на лошо. А свинско месо да јаеш, можеш со години да јаеш, да видиш не ми се стори мене ништо. Се видиш зошти е здравен, зошти. Зошти ова не се прашува зошти. Кој си ти да прашаш зошти? Кој си ти? Ти земаш воздухот, Allah Джелешану што го створил. Ти пиеш вода, Allah Джелешану што ја створил. И ти идеш сега, што си толку незнајко, на толку низок степен и велиш зошти. Зошто Allah ти наредил? Готово. Семи'ана ва атa'на. Слушнавме и се покоривме. Не како аудите му веле на Муса, ние слушнавме. И што? А се спротиставивме. Кога Муса алейхи салату вассалам им рече, ајдете со мене, не отидоа. Сахаба му рекоа на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, ја Расулаллах, ако треба ние за тебе, цело море ќе ги спиеме со вода. Цело вода, брат, со мора. Значи ова се каже љубовта спрема пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Кога рече пекамберот салаллаху алейхи ва салам, непријателите муслимански, неверниците имат да го земат муслиманските држави како гостино што земат јадењето во својата уста. Значи ти си ми викал мене гостиња, кој ми оставаш цело јадење пред мене, со лесноти ја го земам, така? Така ќе ги земат муслиманските земји. Сахаба се зачудија, рекоа ја Расулаллах, толку малце ќе бидиме? Значи мал на број. Пекамберот салаллаху алейхи ва салам рече не, имате вие голем број да бидите, но вредноста нема да имате. Ќе бидите како гуфа. Знаете што е гуфа? Едни го преведуваат со морската пења, но ова не е точно преведување. Гуфа е кога ќе имат голем дожд и ќе имат голема вода. Значи по улиците вода. Поплава, така. Таа после кога заминуваат дождот и водата што остануваат, тиња, џубре, све. Го сака некој тоа џубре дома? И смрди, така? Така е тоа, брата, гуфа. Значи, зошто и слаби,
Znači nije nemamo ova akida, brat. Ti da veruješ дека рискот е во Аллах субхана ва таала, во раката на Аллах субхана ва таала. Све во секој насок имаме слабост. Пекамберот наредуваат ова, ние нигде не сме наредбите на пекамберот. Нигде. Фамен атааху, шо вели шейх Мухамед рахимахуллах. Кој му е покорен, нема ќе влезе во џеннет. Дали ти си прашај се себе си. Прај математика со себе си. Скенирај се себе си. Дали ти си ги ставил сите наредби од пекамберот салаллаху алейхи ва саллем во пракса? Прашај се. После, уамен асаху, а кој му се спротивставуваат, има да влезет во огнот. Што значи тоа? Шейх Фузан вели да се оддалечуваш од забраните што ги забранил пекамберот салаллаху алейхи ва саллем. Дали ти си се оддалечил од сите забрани што пекамберот салаллаху алейхи ва саллем ги забранил? Прашај се себе си и дај се одговор на себе си. И ќе видиш кај се најдуваш. Allah subhanahu wa ta'ala veli za pejgamberom sallallahu alejhi ve sellem: "Wa in tuti'uhu tahtadu." Ako vi ste pokorni sprema него, ima da budete upateni. Tahtadu. Ima da budete upateni. Upateni na visinski otpad. Ama kako upaten si? Koga si pokoran sprema na naredbite na pejgamberot sallallahu alejhi ve sellem. Isto Allah subhanahu wa ta'ala veli: "Wa ati'u ar-rasula la'allakum turhamun." Бидите покорни спрема пекамберот, за да се бидите смиловани. Што значи тоа овде? Дека да ја добиеш милоста на Аллах Джелешану е во покорноста на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Значи да ти сакаш што тоа ја бидиш што Аллах субханаху ва таала ќе им се смилува, секој саката. Тогаш биди покорен спрема Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Биди покорен спрема Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Пекамберот салаллаху алейхи ва селем вели исто, што е хадисот во Бухари, а Бухари знаете која книга е? Сме збориле за Бухари, значи нема поаутентична книга што е напишана од рака на човек од Сахих ел Бухари, од имам ел Бухари рахимахуллах, од Мухаммед ибн Исмаил ел Бухари, Абу Мухаммед ибн Исмаил ел Бухари рахимахуллах. Имам ел Бухари пренесува дека пекамберот салаллаху алейхи ва саллем рекол: "Куллу уммати јадхулуна ал џенна илла ман аба." Секој од мојот уммет има да влезет во џеннет, освен оној што не сакат. Аллаху екбар. Освен оној што не сакат. Фақила му се рече на пекамберот салаллаху алейхи ва саллем: "Ва мен јаба ја Расулаллах?" Кој не сака да влезет во џеннет? Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва саллем даде одговор: "Мен ата'ани дахала ал-џенна, ва мен асани дахала ан-нар." Кој е покорен спрема мене, има да влезет во џеннет. Кој се спротивставува, значи не ги следи, значи не се оддалечуваат од забраните на пекамберот салаллаху алейхи ва саллем, неговиот крај е ан-нар, огнот, пеколото. Исто велит Аллах субханаху ва таала: "Ва мен јаси Аллаха ва расула фақад далла далален мубина." Кој се спротивставуваат на Аллах субханаху ва таала и на неговиот пекамбер, на вистина е во јасна заблуда. Во јасна заблуда. Затоа секој еден требите да пазит и да гледат спрема кого е покорен и спрема кого не е непокорена. Ако сакаш да бидеш од оние што се стречни во дуњалокот, зошто тој што не створи нас, енна Аллаха халакана, Аллах Джелешану не створи нас, тој што не створи, дали не знае тој најдобро што ни треба нас? Без сомнеш, тој знае најдобро. И ни испрати нас пекамбери. Последен пекамбер е Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем. Зошто пекамберот неговата функција? За да ни покаже нас како да го обожаваме Аллах Джелешану и како да бидеме стречни во дуњалокот и стречни во ахиретот, што е многу поважно. И за на крај да не должиме вечерва како пред два вечери, Ибрахим ибн Адхам беше еден од првите на селеф. Ибрахим ибн Адхам. И тој човек
немаше кров над глава. Значи, немаше куќа. Беше, значи, бескровен човек, значи, на улица. Но беше алим, имам сознања. И секој ден одеше, патуваше од село до село, од град до град да прави давет, даъва иля Аллах. Ибраим алейхиссалам кога остави Исмаила и Хаджра во Мека. Хаджра ради Аллаху анха, кога виде Ибраим се оддалечуваат од Мека, ги остават во пустина. Нема ништо тука, пустина. Камења само имат. И ден денеска Мека во камење. И му вели на Ибраим алейхиссалату вассалам, дали е ова наредба од Аллах Джелешано? Само едно прашање. Дали ова наредба од Аллах Джелешано? Тој му вели да. И толку. Таа не му вели нему, како може да не оставиш во ова место, нема ништо. Ке изумриме. Таа знаете како од Аллах Джелешано, така Аллах Джелешано нема да ги остави нифа. Аллаху акбар. И денеска што е Мека? Срцето на исламот. Секој ден се кланяш ти каде? Кибла, ако се вртиш во намаз, каде? Кибла, Каба. А тука каде беше Исмаил, немаше никој. Пустина. И земзем, денеска што сите сакаат земзем да пијат, и ја плачаат тука ке нас, дали е вистински земзем или не, тој тука што го носат во шишина, Аллаху а'лам, тој земзем е поради нив двајца изваден. Исмаил и Хаджра, алейхиссалату вассалам, ва ради Аллаху анха. Ама ова е таваккул, ова е подпирање на Аллах субхана ва таала. Ибраим ибн Адхам, да се вратиме назад, имаше секој ден само еден леп да јаде, леп суф. Немаше салама. Да. Значи леп суф. Синовија кои беа во умра, бараа таму суџуд и салам, не им се пасира јадењето арапско. Дур се научи, ама после бараа само такво да јадат. И леп сув јадеше секој ден. Толку беше сув лебо, што требаше да го остави во вода со наквасет. И го јадеше таке тој леб. И кога беше еден ден со неговите ученици, седнат, даваше настава, и во тоа стање, значи, на немање и на немачка, им се обратува на неговите ученици, им вели, кога би знаеле краловите на дуњалокот и нивните синови, што чувствуваме ние во душите наши, стречност и спокојност, имаа да се соберат тие војски да прават и со саби да се борат против нас за тоа чувство што го чувствуваме во душата. Ова не може да го достигнеш ова чувство спокојност, ова мир, освен враќање во Коран и Сунна. Кул удхулу фи силми кафа. Аллах џелешано вели во Коран, влезите во оваа вера целосно, комплетно. Не 99%, 100%, кафа. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.